Поминатата спортска сезона, која со сигурност беше една од најуспешните во последните неколку децении, кривопаланечката јавност како да се навикна и очекува резултати. Ако може да се суди според почетокот на новата надпреварувачка кампања, нема да остане разочарана. Охрабруваат представите на повеќето спортисти од нашиот град, кои од поодамна му се вратија на вообичаениот тренажен процес и најчесто викендите ги минуваат на борилиштата, бранејќи ја клупската, но и честа на Крива Паланка. Посебно радува стартот на сезоната кој го бележат нашите фудбалски надежи. Како град кој никогаш немал свој представник во насилните надпреварувачки рангови во земјава, исклучително е важно, кога веќе немаме услови и моќ според пазарните критериуми да составиме сениорска екипа, да се подпреме на фудбалската школа и на работата со млади таленти. Ова веќе неколку сезони успешно функционира отелотворено во фудбалскиот клуб Премиер. Годинава одговорните во клубот одлучија да пријават една екипа, составена од фудбалери од генерацијата 98-99, која што се надпреварува во Козјачкиот регион. Во едната рунда бевме слободни, но веќе во наредната го декласиравме Овчеполе, надигрувајќи го среде Свети Николе со 4-1. Следуваше првиот домашен меч и високата победа против славното фудбалско име во македонски рамки Силекс. Кратовци се заминаа со полна мрежа, Премиер триумфираше со 6-3. Викендов, кој што го оставивме зад нас пак, го одбележа уште еден висок триумф на кривопаланечките фудбалски надежи. И овој пат нашите стрелци ги имаа наместено нишанските справи, па настрада составот на Речица. Дуелот заврши со резултат 5-1. Што се однесува до самата средба, може да се каже дека играше само една екипа, домашната. Избраниците на Дејан Стојановски го отворија резултатот во 10-та минута, додека некаде по половина час игра водството беше удвоено. Ова воедно беше и резултатот со кој што се замина на одмор. Веднаш на стартот од продолжението го видовме единствениот блесок на гостинскиот табор, помалку и среќно реализираа за намалување на негативата на 2-1. Сепак, по ова следуваше тотална доминација на Премиер и опсада на противничкиот гол, па до крајот на мечот, чуварот на мрежата на Речица капитулираше уште во 3 наврати, за конечни 5-1. Со ова, Премиер уште еднаш ги потврди високите амбиции во новата сезона, зацврстувајќи го оптимизмот кај Стојановски, кој е убеден дека во Козјачката лига немаме вистински конкуренти. Инаку, по ова соочување, можност да продефилираат во пријателски надпревар добија и помладите екипи на овие два клуба, Премиер и Речица, додека како шлак на тортата дојде исто така пријателска средба, меѓутоа на малку поискусните фудбалери од Крива Паланка и од кумановскиот тим Евроспорт. Успешниот ден на фудбалското игралиште во нашиот град го комплетира и највозрастните кривопаланчани, декласирајќи ги кумановци со високи 6-1.